Добро утро и од мене. Еве сме во петочната општествена сцена, каде што наша соговорничка е Бојана Јанева, историчарка на уметност, која што има една многу интересна иницијатива, која што ја нарече најново нормално, а тоа е да организира прошетки, односно посети на изложбите во нашите музеи, и тоа не само за странски туристи, тоа е веќе вообичаено или познато, но вие напротив сега нашите граѓани ги поканувате да дојдат да викендот да си го поминате еве неколку часа, да се оттрнат од овие сите политички и секакви можни други кризи и да влезат во светот на уметноста, малку да восприемат и некои други информации. Од каде ви дојде идејата за ова најново нормално? Од повеќе извори, но јас би сакала да кажам од мојот внатрешен порив, да им дадам на оние луѓе кои што мене ме израснале на градот Скопје и на сите кои што живеат во Скопје, да им го дадам тоа што најдобро знам да го правам, а тоа се должи на моето долгогодишно искуство како историчар на уметност, како кустос, кој што исто така работел и во Националната галерија и во Музеот на современата уметност во период од 4 години, каде всушност дознав каква е мојата љубов кон уметниците и дознав како се прават изложбите, со колку труд и со колку вложување од страна на моите колеги, што едноставно јас сум заљубена во секоја изложба која што ќе се постави и имам капацитет и желба да се поврзувам со луѓето и да им го пренесам своето знаење, најдобро што можам, да и они се почувствуваат горди што се дел од изложбите кои што се во нашиот град. Да кажеме и тоа, вие бевте во одделот за едукација во Музеот на современа уметност, но овој пат тука не се само студентите, не се само учениците, туку напротив секој кој што ќе посака. Ова е буквално за сите, бидејќи годините, изминативе години беа навистина тешки. Претходно, ако имавме екзистенционален страв за како финансиски ќе издржиме, оваа година овие последниве 2 години, сите се соочивме со чувството на зошто сум јас тука, бидејќи сите изгубивме близок родител и сите се прашуваме која е нашата функција. Истото тоа и беше процес и кај мене и заради тоа сакам да го пројавам во ваква една надворешна манифестација. Имено вие нудите една поинаква слика на Скопје. Центарот на Скопје е преполнет со споменици и сообраќаен метеж, а напротив Скопје и нешто друго, Скопје има едно поинакво, поубаво лице. Токму тоа, уметноста навистина е добро, постојат бројни научни истражувања сега колку да се гледа уметноста влијае на човечкиот мозок и на човечкото тело и човечкото здравје. Значи се лачи хормонот на допамин, на среќата, на љубовта, и исто така мозокот поинако размислува додека гледа уметничко дело. Затоа се препорачува буквално на сите граѓани, на млади, на стари, на тие кои што се чувствуваат млади во душа, апсолутно не станува збор за возраст или за бранша на професионално определување. Апсолутно е за сите наменето. Добро, вие прошетките ги почнавте во Музеот на современа уметност. Така е. Таму има секогаш некоја поставка од странски, од наши уметници, но некогаш, особено современата уметност, знае да биде и комплицирана. Комплициран е тој процес на размислување на уметникот и на пренесување на она што сака да го каже, има различни концепти. Вие како успевате да им преведете некако на посетителите што сакал уметникот да каже? Точно, тоа е особено точно што го кажавте во современата уметност, каде што најбитна е идејата и често пати треба одредено предзнаење од политичката, економската или социјалната сфера, која што самите уметници во денешницата ја критикуваат. Јас ова го доближувам на наједноставен можен начин до публиката, пред се што доколку сум во можност да разговарам, доколку станува збор за наш уметник, јас разговарам со уметникот и поставувам лични прашања и на таков начин го доближувам уметникот и како човек, и како творец и им давам една целокупна слика додека уживаат во гледањето на делото. Бојана, вие имате магистрирано во Мастрихт во Холандија, за менеджмент во културата, историја на уметност и едукација. 4 години работевте, не продолживте да работите во Музеот на современа уметност? Да, не продолжив да работам во Музеот на современа уметност, јавилам не по своја жилба, меѓутоа јас бев таму на договор на дело,
во целиот тој период и едноставно беше неиздржливо финансиски за мене да останам, бидејќи се работи за, не знам колку знаат граѓаните, се работи за плата која што е под минималната државна плата и едноставно без социјално и без здравствено покритие навистина се отежнува живењето во нашата земја. А не сте од оние историчари на уметност кои што ќе отворат кафеана или ќе се почнат да се занимаваат со сметководство или така нешто? Да, тоа е јавна тајна, навистина животот не тера, не дека не сум се нашла во ситуација јас да се запрашам дали можеби е подобро да работам нешто друго, меѓутоа кај мене постои толкава голема љубов кон уметноста, бидејќи не само што и јас сум нашла утеха, овој проект за тоа е толку личен. Јас сум нашла утеха во уметноста и сум го развила своето критичко размислување за работите околу мене преку уметноста. Токму затоа мислам дека мојата автентичност излегува и остава впечаток на сите посетители, без оглед дали се работи за претшколска возраст или за некоја делегација од дипломатски кор. А што ве прашуваат граѓаните кога ќе ги однесете да ги гледаат изложбите во музеот? Најмногу ми оставило впечаток коментарите по тоа кои што ги добивам, а тоа е дека се почувствувале како да не се од овој град, како да дознале нешто повеќе, како што се чувствуваат кога одат во Рим, во други земји каде што има уметнички настани и они се почувствувале исто така како дел од светот каде што има богати културни настани, а со тоа јас им кажувам дека они се дел од културниот живот на Скопје и културната сцена се гради со луѓето. Музеите, галериите постојат за луѓето. Да, токму тоа сакав да ве прашам, бидејќи прашање е големо сега, особено после пандемијата, како повторно публиката да се врати во просторите, значи во живо да ги гледа, да учествува во настаните, да ги гледа изложбите, да учествува просто, бидејќи многу е тешко тоа го кажуваат и многу поголеми, поразвиени и музеи и други институции, библиотеки и така натаму. Што би можело во таа едукативна смисла, како би можело да се врати публиката? За кај нас зборуваме? Па со овакви иницијативи, јас се надевам дека ќе има се повеќе и повеќе кои што ќе ги привлекуваат луѓето кон музеот, а јас толку сум убедена дека од мене излегува автентичноста и допира до луѓето, што доколку дојдат еднаш само со мене, ќе им остане навика и понатаму да одат дури и сами во музеите. Имате намера да проширите и на други институции? Секако. Јас веќе сум во подготовка за декември месец. Би сакала да имам една малку подолга тура, културно-кураторска тура од ова сега што ја нудам. Тоа би било во соработка со Националната галерија на Северна Македонија, кои што во текот имаат изложби на Ташковски и на Зографски и тоа во една тура би било навистина. Тоа се сериозни големи изложби. Сериозни автори, да. Да, и сериозни автори се разбира. Сега, дали викендов имате тура? Точно, утре. Утре имам во 11 часот и ги чекам, ги поканувам сите. Како се одвива тоа? Како изгледа таа тура? Турата започнува на самото плато од надвор, бидејќи јас сакам да зборувам за архитектурата. Тоа е едно ремек дел од архитектурата од минатиот век, самиот објект. А потоа зборувам за како е настанат музеот, колекцијата која што е многу значена, има своји особености како ниедна колекција во ниеден музеј во светот. И потоа ја кажам основната идеја за изложбата која е во моментот во музеот и одиме дело по дело, каде што дури понекогаш интерактивно, бидејќи јас сакам луѓето да се чувствуваат дека и они активно партиципираат во разгледувањето на музеот. Добро, одлично е ова. Мене многу ми се допадна оваа ваша иницијатива, затоа и ве поканив да дојдете во утрински брифинг. Сашо, сакаш нешто да... Феноменална иницијатива. Ви благодарам многу. Кажам јас да вистина сум многу, мислам сите ние шетаме низ градов, има еден број на музеи кои што може да се посетат. Така. Па да прашам некој од пријателите кога последен пат биле и јас самиот исто така би се прашал. Поминуваме, ги знаеме, сме биле кој знае од кога, а галерии, музеи, мислам навистина ви честитам. Баш ме интересира Сашка да се чуете во понеделник како поминала оваа утрешнава прошетка. Се надевам дека да, секогаш убаво. Фала ви, че се чуеме. Да, ви благодарам Бојана што дојдовте во денешниот утрински брифинг и се надам ќе развивате иницијативата, пак имаме повторно некоја тема за која што ќе разговараме. Јас искрено се надевам. Ви благодарам на поканата.